вистинското спокојство ни пристигна во студио и денес многу ми е драго што утринската Телма ја некако посветивме на крзниното пријателче и во студиото си имаме Мона и Благица, мислам дека баш ја прашав за прв пат имаме Мона во студиото. Знаеме да направиме една убава презентација на сите всушности изгрижени кучиња во Лајка, така што Благица Сливовска од јавното предпријатие Лајка денес повторно на гости. Вообичаено петок, денеска срекна среда, нека биде дружење со Лајка, со оглед на тоа дека петок нели ќе биде неработен. Ајде Мона, твое местото, уживај маче. Уживај срце. Ти благодарам уште еднаш за тоа што благодарам и на вас. Веќе се аклиматизираше, нели? Да. Мислам дека сега срекна. Мислам дека сега на кај храната, на кај Ивана оди таму. Нека шета малце Мона во студиото, нека се аклиматизира, бидејќи не ми баш природна средина со рефлектори и студија. Таа веднаш почувствува, мислам дека енергија, само што влезе Мона и излезе студиото. Чекам, не знам дали ќе ја фати Марина сега. Марина, ја имаме? Ајде. Ако може, режија слободно дадете кадар. Пуштете малку, нека се види ова. Ве молам, пуштете го кадарот. Ете така, тоа го бараме. Тоа е да видите како таа ужива сега со сите звесни битија во студиото. Многу работи секој пат имаме да разговараме, Благица, со вас, Воислав и целата екипа од Лајка. Меѓутоа, морам да те прашам, бидејќи знам дека помина веќе некој период од и првата изложба, ако не се лажам, која што се случи на кучиња без или нерасните кучиња. Сакам да прашам само како помина и веќе дека има и до нас ни пристигнаа неколку прашања кога ќе се случи повторно изложба каде што ќе можат собствениците на нерасни кучиња да имаат дружба како што направивте. Првата изложба помина одлично и прво многу ни е драго што таков тип и таков карактер прв пат се организира во нашата земја. Интересот е голем, особено после самата изложба ни стигаа доста пријави на нашите социјални мрежи кога повторно ќе правиме некој сличен настан. Се надеваме и во план е можеби некаде околу септември, октомври месец, меѓутоа со време ќе биде тоа најавено. Како што и всушност се што најавуваме и во утринската на Телма, макар што мислам дека вие веднаш ги ажурирате податоците на социјалните медиуми. Мона веќе си се аклиматизира, ќе се обидеме да можеме од салатката да ја дадеме. Ама не знам дали туна ќе се послужи. Како да е згрижени и понатаму, ми велиш дека ако владае некакво суеверие, најчесто понекогаш црната црното крзно некогаш потешко се вдомува. Да, за жал во нашата земја можеби не толку има интерес за црните кучиња. Не знам од која причина е тоа така. Во принцип треба самите вдомувачи, самите граѓани се заљубат од прва во неговиот карактер и карактерни особини. Токму од таа причина решив да земам Мона. Првенствено затоа што е мал раст и е навистина лесно куче за да се чува во домашни услови. Се случува Саша сакаше да искочи нашиот камерман од студио. Меѓутоа ќе искочеше и Мона. Извините, прекинав. Не е никаков проблем. Мона. Така што се надеваме дека Мона ќе се најде домче. Првенствено не затоа што е црно кутре, туку затоа што е кутре со прекрасен карактер, е темпераментна, весела, значи сака да се гали, сака да се гушка, идеален миленик за семејство со дечиња, така да ја препорачуваме топло. Се забележува. Колку време е во Лајка, Мона? Па мислам дека околу месец дена. Веќе, срце му е, добро, ајде ќе ја спуштим, ајде. Бидејќи направила мала беља, ама да не се кирате, ќе го средиме се до тоа. Од среќа е тоа, ако некој ќе знае да биде од среќа. Прости, колку време рековте? Околу месец дена е кај нас, да, заловено, го има поминато целиот хуман третман и во моментот е комплетно спремна за да биде вдомена. Вдомена, да. Одлично. Дали има можеби направена анализа колку е возрастна Мона? Да, прилика е стара помеѓу 1 до 2 годинки, така да е релативно младо кутре. Да, што може брзо да си се адаптира во некој дом. Како помина викендов, тоа сакам да прашам, знам дека имавте возбудлив викенд, некако сега како да очекуваме секој пат со трпение, секој викенд нешто ново да се случува. Секој пат сте побрзани, дали со зоолошка градина или со други активисти кои што се за заштита на крзните пријателчиња? Настанот помина одлично, беше во соработка со зоолошката градина и со голема поддршка од град Скопје, Универзална сала и МКЦ. Одлично поминавме и сме задоволни, значи од самата посетеност и од интересот кај граѓаните. Еден прекрасен настан кој што беше поделен во неколку дела. Имавме хуманитарен базар, потоа имавме отворено кино, панел дискусија на тема зошто не смееме ни треба да ги напуштаме нашите миленици, како треба да ги третираме бездомните кучиња. Така да еден настан кој што траеше околу 3 до 4 часа. Сите беа задоволни, ние како вработени, јавното предпријатие Лајка, но првенствено граѓаните кои што не прашува дали повторно
повторно ќе направиме некој ваков тип на настан повторно. Ова што го гледаме во моментот е Значи, ова се експонатите кои што беа изложени на самиот хуманитарен базар, кои што беа комплетно продадени. Браво. И средствата од овие или продадени експонати ќе бидат наменети за куќињата во јавното предпријатие Лајка. Благодарение на нашите спонзори како што се Луна Pet Shop, Goodies, Тазе Пуканки, граѓаните има можност стипендистарка да уживаат нели во филмот Стела, грицкајќи бесплатни пуканки и мало освежување. А Goodies имаше бесплатни крикери за самите миленици кои што беа дојдени во градскиот парк. Мора да признам дека во неделата, нели, кога имавме високи температури, леле колку е убаво. Ова дали ова Стела? Да, Стела. Стела беше? Да. Бидејќи знам дека во исто време нели се случуваше едној убав велонастан на кој што бев нели во ваша непосредна близина и многумина кои што беа на вози право, вози здраво и мои пријатели рекоа сега сум малку со вас, па потоа одам на премиера на Стела бидејќи за мене прв пат ќе биде премиера и всушност беше премиера вака на отворено кино. И еве можем да забележиме колку беше убава и ова да речам дружба со луѓето, ама и дружба со да речеме луѓето и кои што работеа на Лајка, ако не се лошам така? Токму така ми се допадна што е на некаков начин фамилиарен настан, пикник кино, во кој што сите може да дојдат да се уживаат не само со своите миленци, туку со своите деца. Така што е навистина настан кој што се надеваме дека ќе се повтори во скоро време. Дај Боже нека биде традиција, она што во последно време може да забележиме Скопје пулсира во со вакви велодефилеа. Настаните ваши, мислам дека некако го присвоивте градскиот парк последниве неколку месеци, што ми е навистина драго и можеме да ве пофалиме ви со зоолошка градина што станавте едно јадро на уживање за секој кој што ќе дојде во Скопје на посета, барем за овој период кога стана збор за нели можеби и во зенитот нели на туристичката сезона. Што можеме да најавиме следно, Благица, следниот период, летово некакви активности и да не забораваме за покрај тоа што секогаш нели апелирате за хуманиот третман на милениците, што е оно што може да го апелираме, бидејќи знам дека во Лајка неколку пати досега сме ги имале нели вашите ветеринарни лица кои што советуваат можеби нели за по безболно да се поминат можеби секој квартално од годината, нели месеци, овој период што може да речеме со вашите ветеринарни лица да се сподели како апел за летните горештини за да внимаваат на високите температури и начинот на кој што нели ги хранат своите миленици, секогаш да им даваат доволно количество на вода, свежа нели водичка, бидејќи нели самите миленици се изложени нели на топлата нутар како и ние луѓето, така да навистина е важно не само да се грижиме за нели нас, туку и за нашите миленичиња, без разлика дали станува збор за кутриње, мачиње така натаму, бидејќи се подложни нели на несакани да речам последици и како резултат на високите летни температури. Што може не дај Боже да се случи, да што да се внимава некои први сигнали од топлите горештини кои што и тие секако не може да бидат имуни на истото. Доколку видат некакви реакции несакани, јас би препорачала да се упатат кај својот ветеринар, сепак да направат дополнителни испитувања, меѓутоа пак ја кажам да внимаваат низ храната, да се приложат нели со давање на кучешка храна, свежа водичка, така натаму. Ти благодарам што и денес ни понуди вакво внимание. Мона е некаде во телевизијава. За шета. Да. Весна во моментот ни помага да го расчистиме тој малите фекали кои што ни ги оставиме, тоа е белек од радост. Точно. Како и да е, нека е ова лошото во животот. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме следна седмица. Петок дефинитивно ќе биде нашиот ден и се надам дека по следниот период ќе може да направиме на посета и обиколка во Лајка, одамна не сме го направиле, па со задоволство покануваме кога сакате дојдете на гости. Супер, ти благодарам уште еднаш. Во продолжение го најавуваме третиот предизвик за младите до 24 години. Ќе имам прилика заедно тоа да го сторам со Марија Василовска, Центар за социјални иновации Блинк 4221. Настан кој што апсолутно, особено младите, не би требало да го пропуштат. Предизвикот пристигнува до 14 јуни. Апелот е да се пријавите. Многу повеќе за сето тоа ќе спомени или ќе збори Марија со мене во утринската на Телма. Станете со нас.